Heroите ne napuštaat ispraveni. Ostanuvat nivните ликови како најдраг спомен. Останува нивната борба по сртовите на патот кон слободата. А местата на нивното херојство. А другарите за нивното другарство. А луѓето за нивната добрина, паметат за секогаш. Длабока трага заоруваат во својата борба и во својот живот. Обични, а сепак со толку многу вредности. Затоа хероите, војниците на револуцијата го напуштаат животот исправени. Гордо и достоинствено останува нивното дело. Ова е реч и слика и почит кон другарот, старешината, кон човекот, кон народниот херој, генерал-полковникот Васко Карангелески. Во селото Брусник крај Битола, во сиромашно земјоделско семејство, на 7 јули во 1921 година се роди Васко Карангелески. Од првите детски дни, па се до почетокот на Втората светска војна, длабоко ја чувствуваше горчината на тешкиот живот и националните и социјални неправди, што со векови го притискаа македонскиот човек. И во своите младешки години, другарот Васко се определи за делото на работничката класа, за незината борба, што во себе ја носеше визијата на слобода, рамноправност на човечки живот. Беше весело и омилено момче и во тие и такви денови. Веќе во 1941-та Васко како скоевец стапи во народно-ослободителното движење, а во 1943-та е партизан и во редовите на Комунистичката партија на Југославија. Беше многу млад, како и повеќеми на негови соборци, но набрзо почна да се издвојува со својата зрелост, со својата храброст, смисла и талент за поттикнување и организирање на борците. Од ден на ден, низ тешките битки растеше како воен раководител. Беше командант на батальон, заменик командант на 4-та македонска бригада, командант на 7-та македонска бригада, командант на 49-та народно-ослободителна дивизија. И како борец, и како командант, имаше во него нешто што ги пленуваше и ги понесуваше борците во јуришите да покажат невидена храброст, се сеќаваат Васковите соборци. Со пристигнувањето во одредо, Васко, таков другар беше, одма створи штимул, одма веселје. Васко во најтешките моменти, кога се најдуваше одредо, и не само во одредо, него во цело време, се до нашето одвојување, кога батальонот Стив Наумов се одвои од Кемакчилан за Кумановско, значи секој пат тој беше толку весел, толку песмалија. По селата во Егејска Македонија, тој почна да ги пее песмите Млада партизанка, да станам и Збогом веќе проштавај, роде мој. Секој пат се ваќаше напред и ствараше веселје. Како борец беше сакан од сите другари, бидејќи секој пат беше на прва борбена линија, а и после, покасно, кога зеде раководни функции, тој јако како раководител не сакаше да остане никој пат поназад, одеше напред за да му дај волја на борците. По војната ги заврши највисоките војни школи во Југословенската народна армија. Неговите човечки и старешински квалитети го поставија на одговорни командни функции, од командант на дивизија, потоа началник на штаб на корпус и на воено подрачје и началник на штаб на армиска област. Трагичната смрт го заточи другарот Васко Карангелески на должноста командант на Скопската армиска област. Ове године по 31 пут у слободној домовини прославljamo 22. децембар, дан роđenja Југословенске народне армије,
kao praznik cjelokupnih oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, radnih ljudi i građana svih naših naroda i narodnosti. Opštenarodni karakter tog istorijskog datuma proizlazi iz činjenice što su naše oružane snage stvorene pred 35 godina u vatri narodno-oslobodilačkog rata i revolucije i što su, nastavljajući slavne ratne tradicije u mirnodopskom razdoblju, produbile i učvrstile svoju revolucionarnu, klasnu, socijalističku i narodnu suštinu u sklopu ukupnih snaga opštenarodne odbrane. Ovaj dan proslavljamo kao smotru zajedničkih dostignuća i daljeg osposobljavanja za uspješno izvršavanje zadataka odbrane naše nesvrstane samoupravne socijalističke zajednice. Секогаш докрај вклучен и покрај одговорните војни функции во целокупниот наш социјалистички самоуправен развој, следејќи го доследно револуционерниот курс на Сојузот на комунистите на Југославија, генерал-полковникот Васко Карангелески беше и член на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, а во претходниот период пратеник во Сојузното и во Републичкото собрание. Наше воопштество високо ги цени неговите заслуги и дела. Одликуван е со орденот Народен херој, орденот на военото знаме, орденот на братството и единството со златен венец и со низа други високи одликувања. Овој краток, но богат животен пат го карактеризираше крајна доследност. Од првиот повик на Комунистичката партија на Југославија за борба за слобода, до последниот работен ден во оспособувањето на неговите војници и старешини, на неговите единици да бидат будни и сигурни чувари на слободата и независноста на нашата социјалистичка, самоуправна, неврзана Југославија. Од неговите другарски и охрабрувачки збор и шега во најтешките часови на глад, на умор, на крвави јуриши, до топлиот човечки приод и другарување со неговите помлади подчинети и соработници. И сето тоа во збор и дело длабоко проткаено и инспирирано од остварениот идеал за кој даде драгоцен придонес. Братска, рамноправна заедница на југословенските народи и народности. И по својата функција, но и со своето лично залагање, придонесуваше во оживотворувањето и развивањето на концепцијата на општонародната одбрана. Другарот Васко беше едноставен, храбар човек, човек со големо срце, така го паметат сите. Човек со големо човечко срце и благородност. Кога стана и висок раководител и покрај големите обврски, секогаш наоѓаше време да појде во Битола, да го посети неговиот роден Брусник, да поразговара со секого, да го каже обичниот но вистински збор и за некогашните времења, да подсети на задачите на денешниот ден и сугестивно да отвори разговори за иднината. Се потресе и старо и младо, бидејќи Васко во селото беше како најголема личност што го имал во својот живот ова село, од постојањето па до денес. Васко беше познат како војсковожа во целата Македонија. Васко Карангелевски во нашето село ни помагаше во сите односи како организационо, така и во комуналното уредување на селото. Кога доаѓаше кај нас во селото, со сите се поздравуваше, ги сакаше и старите и младите, беше другар. Пред се, потоа исто така, тој мислеше да остане со нас во нашето село, да се го користеше секој свој слободен момент, да се здружи со овдешните луѓе, да направи да поразговара со нив за сите активности во селото и како таков ние многу го сакавме и со неизмерна жалост ја примивме веста за неговата смрт. И учениците од училиштето Дихово, каде што работам како наставник, се потресени и наставниците сите. Васко беше голем човек, војник, командант, револуционер, херој. Го познавав и од мислењата, впечатоците на старешините, бидејќи сум резервен официр
и често на вежбите имав прилика да го гледам, иако оддалеку, да ги слушам разговорите на старешините кои многу го ценеа, искажуваа многу пофални зборови за него како командант, како човек кој што многу се грижи за луѓето, за старешините, за сите. Тој беше голем човек. Ненадоместив. Тешко е во овие мигови да се зборува, срцето ни се стега. Се сеќаваме и денес, како што ќе го паметиме и утре, за неговите настапи пред припадниците на неговата армиска област, како и за денот кога со огромно задоволство во Охрид се гордееше со спортските објекти што изградија младите војници и старешини, со спортските игри на Југословенската народна армија, со таа силна и вешта младост во спортувањето, со таа здрава и надежна младина полна со полет. По загинувањето на Таки Даскалот, ние група партизани останавме одсечени од одредот Гоце Делчев. Не ја знаевме ниту врската, ниту јавката. Се засолнавме во една корија, народот ја наречува Бојавина. Насекаде густа леска, пат неми, тука се засолнавме. Од сите страни дозаби вооружени фашистички војници од гарнизоните од Битоли и од Прилеп. Се претресуваа, но ја заобиколуваа коријата. Беше густа, леска до леска. Ја окружија, наместија митралези и се почесто ја решетаа коријата со рафари. 13 дена борците, меѓу кои другарот Васко Карангелески во густата корија, од ден на ден се погладни и се поистоштени. Правевме план како да излеземе. Беше невозможно, обкорени од сите страни. Се сменуваа така деноноќија, едно од друго потешки и побезизлезни, а сепак не грееше оптимизмот на другарот Васко. Имаше обичај да направи шега, се со цел да не охрабри. И тогаш кога копавме лешници од земјата, и кога гризевме фиданки, и кога ќе се појавеше во темната корија зрак од сонцето, ни велеше: не сончајте се, ќе посрните многу. Топло, другарски се шекуваше и со Тоде Дериовски, кумо. Тоде, му велеше, гледај, немој многу на сонце да стоиш, ќе те фати сончаница. Нам помладите ни е полесно, им се обраќаше на младите борци. А Тоде дома има 4 деца и жена, што ете, за да ги исхрани треба да биде и машка рака и со тежок плуг да ракува. Така ги храбреше своите соборци. На 14-тиот ден се поделивме по тројца. Успеавме да излеземе од коријата, а потоа цел месец и 10 дена тежок пат додека се најдовме повторно во одредот. Имав таа среќа да од првиот ден кога дојде во партизани, па до ослободувањето, до завршувањето на војната, да бидам заедно во сите борбени единици во кои он беше. Од обичен војник до командант на дивизија. Тој 43 година, кај март, на крајот на март, почетокот на април дојде и можам да кажам ни го развеселе одредот. Таа група младинци со кој Васко дојде као да донесе нов дух, нов импулс во одредот. Нашиот комесар Коле Поповски и командантот на одредот Гоце Делчев Строгов, односно неговото име е Тодор Даскалов, уште во првите борби се воодушевија од него и не изостана и првите похвали. Така се сеќам на борбите во Црноиште, во Егејска Македонија, Бапчор, на планината Вичо и други. Набргу, како што расте нашите единици, како што растеше нашата народно-ослободителна војна, така растеше и другарот Васко. Од обичен борец, од обично селско момоче, од обично селанче, стана наш многу симпатичен, многу сакан другар, одличен борец, храбер. Кога се формира
батальону Стив Наумов, така наречен Битолско-Преспански, тоа беше околу 11 ноември 1943 година, тој стана заменик на комесарот на батальонот. Тоа беше едно големо признање за него и за сите нас, као резултат на дотогашните борби, на дотогашните негови заслуги. Ние се воскитувавме од тоа што имавме наш прв заменик комесар на батальонот, а командант немаше на тој батальон уште тогаш, значи во отсуство на командантот, другарот Васко и ние со него заедно добивме задаток од Преспа да низ окупираната територија одиме на слободната територија во Дебарца и стигнавме во село Славеј. По патот имавме неколку борби, потешки, и као заменик на командант во едно стражение он фате и 2 живи германски војника. Кога стигнавме на слободната територија, за нас беше посебно драго што се пострае батальоно на свечен начин и другарот Апостолски изврши смотр над батальонот. А потоа нашиот батальон се вклупе во Прва Македоно-Косовска бригада. А во тоа време добивме посебен задаток да се бориме во селата кај Мраморец и другите, не се сеќам, блиски села до Мраморец, каде што нашата единица беше многу успело ги извршила борбите. Посебно за Васко се сеќавам како одважен, храбер командант, кога на планината Пајак минувавме низ аеродромот и таму низ аеродромот видовме една страшна слика. Наши другари партизани изгинати, замрзнати и покриени со снег. Страшна беше гледката и болна. Другарот Васко и нашиот командант на батальонот Наум Овчарот вика: немојте, другари, да се безпокоите, точно таму одиме, ќе го најдеме непријателот кој го стори тоа. А тоа беше така што сојузниците ни пратија оружје на тој аеродром, непријателот открил и нападнал другарите на аеродромот, ги истепал и го заробил оружјето. Ние имавме таа чест да ја пронајдеме таа единица, да ја направиме заседа и целиот еден батальон германски војници да го разбиеме, а со таа борба командуваше другарот Васко. Многу е богата, краток живот, али многу богат. За тие 4 години многу тешко може човек да издвои оно што е полошо или поарно, оно што е поголемо или помало. Само најголемото можем да го речем кај Васко, тоа беше другарството. Тоа беше смисол за заедништво. Тоа беше храброст, неустрашивост, кој ќе не остане вечно на сите. Јас денеска чувствувам една голема празнина, едно големо сиромаштво во душата што го немаме меѓу нас, другарот Васко. Празнина која осеќа и фамилијата, и нашето општество, и ние другарите, али истовремено осеќаме една обврска за оно што се бореше Васко, да го продолжиме патот, да пожелиме и младите наши да го следат ликот на Васко. На деновите на народно-ослободителната борба другарот Васко се сеќаваше со гордост. По повод 30 годишнината од победата над фашизмот, во едно од своите интервјуа истакна дека напорите и жртвите што југословенските народи и народности ги дадоа во 4-годишната на човечка борба, секогаш ќе му служат на чест на военото поколение и на генерациите што доаѓаат. Во таа борба, предводена од нашата партија, велеше Васко Карангелески, од пепелот на едно разурнато општество изградивме нова народно-ослободителна војска и нова револуционерна власт. Оваа војска со целосна помош и поддршка на народот успеа на окупаторот и на фашизмот да му зададе смртоносен удар и да ја ослободи земјата.
На оваа борба народниот херој Васко Карангелески секогаш со гордост се сеќаваше. Затоа нему, како и на секој наш човек, тешко му паѓаше секој искривување на нашата историја. Но имаше речи и за тоа. Особено ме револтираат искривувањата и фалсификатите што доаѓаат од страна на оние против чија фашистичка армија ние овде во Македонија и во Јужна Србија крваво се боревме. Во голема заблуда се оние што мислат дека историјата се пишува според сопствените потреби. Историјата се создава со дела, рече еднаш генерал-полковникот, народниот херој Васко Карангелески. Често се навраќаше на искуствата од народно-ослободителната војна и сметаше дека нашата концепција за општонародна одбрана сушност е синтеза на овие искуства применети во современите услови. Говорејќи за нив, за него еден од најзначајните фактори беше човекот. Тоа е едно големо искуство на нашата револуција, велеше Васко. Човечкиот фактор, идејно определен, добро организиран и со јасно определени цели, е способен да го оствари и она што ги надминува границите на човечките можности. Такви напори, какви што ги имавме ние за време на народно-ослободителната војна, таква суровост на војната може да издржи само човек и инспириран докрај со вистински цели, со патриотизам. Човек што знае за што се бори и за што гине. Една нова евентуална војна, велеше другарот Васко, нема да биде помалку сурова. Таа ќе биде уште пострашна и ќе бара поголеми напори и самоодречувања. За таква војна, сметаше генерал-полковникот Васко Карангелески, покрај елементите на високиот морал, е потребна и обученост, извежбаност и висока психофизичка подготвеност. Заради тоа, кај нас, обуката во армијата е една од основните задачи. Беше војник, а сонуваше мир да биде за секогаш. Војник беше, но најдраги му беа победите без жртви. Иднината ја гледаше во тоа војна да нема и никогаш да ја нема на нашите граници. За сегашните и идните генерации, во збратимена неврзана Југославија, во мир да го остваруваат идеалот на нашата и неговата револуција, среќа и поубав живот на секој човек. Војникот, за кој најдраги беа оние победи без човечки жртви. Да е друга прилика, полесно би могол да говорам за храбриот мој борец, другарот Васко Карангелески. Во оваа прилика не знам дали ќе успеам да изнесам оно што беше за него најзначајно. Да прикажам неговото херојство, да го прикажам него како војник. Васко го сретнах прв пат 43-та година, кога водеше го баталјонот Преспански во Дебарца. Веќе при првото постројување на баталјонот и рапортот кој го добих од него, видох пред себе си еден млад, жив, темпераментен борец, командант. И првите задачи што ги доби, ги изврши успешно. Го следех низ борбите од Дебарца до Кожух планина, во борбите на Кожух планина, низ февруарскиот поход, низ пролетната офанзива, низ и во завршните операции. Февруарскиот поход кој се одликува со нарочно тешки борби, но уште потешки напори да се издржи на патот и недоволно облечени и недоволно нахранети, Васко се покажа издржлив борец, но не само тоа што тој беше издржлив, тој покажа својот старешински дух, што
даваше едно расположение, ведрина во својата единица, што беше многу значајно за самото изражавање на тие тешки напорни борби. Во пролетната офанзива имах прилика повечко да го следам Васко. Но од целата таа офанзива јас ќе изнесам само една борба која е посебно интересна. На Чупино брдо тешки борби водеве против бугарските окупатори. Васко беше во резерва. И во еден момент, кога ситуација се така разви, го викнах Васко, му дадох задача да нападне бочно на бугарската единица. Тој само слика филмска би могла да опише како изгледаше кога ја прими задачата. Ведар, насмејан, веќе беше лето, засука ракавето, истрча пред својата единица, издаде една наредба и летна пред единица напред, јуриш, ура, викна. Таа единица негова, со тој јуриш, ја изврши коначното разбивање на на бугарските окупатори кои беа вклучени во таа борба. Тоа може би за прв поглед изгледа малку и чудно, што голема работа. Но точно како го тој изврши тој јуриш, тука можеше да се согледа неговата вештина во изведувањето, неговата способност како војник. И тоа само добар војник со голем инстинкт можеше да го изврши. Тоа беа, ја не би имал многу борби да споменам за Васко, но тоа било и превише одолгочување. Разбира се, следејќи го Васко како добар командант на баталјонот, наредихме од главниот штаб да го поставиме при натамошното развивање на единиците за командант на 7-та бригада. Оно што добивах извештај од штабот на зоната за неговото држање, за неговата борбеност, за неговите успеси во борбата, само потврдува онаа слика кај мене за Васко. Разбира се, единиците растеа и Васко стана и командант на дивизиите. Неговата војничка способност, неговиот дух да ја држи единицата во своји раци, да биде ведра и спремна за борба во секој момент, го доведе и на положи командант дивизија. Околу 23 години имаше, припаѓаше на младинците по својата возраст, а тој беше командант на 49-та Народно-ослободителна дивизија. Од 7 дивизии што ги македонскиот народ создаде во тој период, Васко беше еден од командантите. Како командант на дивизијата, сите задачи што ги доби од главниот штаб, тој ги многу успешно изврши. На крај секој може да прочита од моите студии како се таа 49-та дивизија држала и какви успеси ја забележила. Ја би сакал да кажам уште неколку момента. Васко го среќавах и по војната. Истина, по војната се среќававме повешко како пријатели, помалку во службени односи, но пред некоја година ме покани да погледам вежба една која беше организирана. Вежба на овче поле која се организира, мислам да беше името Брегалница или така некако, не е ни битно. Јас разгледах целата организација на таа вежба, разгледах како е планирана и како се изведуваше, и тогаш видох дека и со радост, за мене представуваше радост, што констатувах дека Васко израснал во еден солиден командант, школован командант со едно изваредни способности за планирање и организирање на големи вежби, а тоа беше голема вежба. Многу би се могло да се говори. Тој беше ретко храбер, многу весел, ведар и секоја задача која ја примаше со една ведрина на уст.
на себе си, на ликот. А одморите, малите предаси ги исполнуваше со песма и радост. Тај лик на Васко останува и ќе остане и кај мене, а би желел и моја желба голема е да остане во сеќавањето на сите наши борци тај лик на Васко, ведар, весел, храбар, орен за секва задача. Така говорат и касарните, остварените вежби. Така говори подготвеното оружје. Така чувствуваат луѓето, припадниците на Југословенската народна армија, војниците и старешините на Скопската армијска област. Пред нив останува драгиот лик на командантот, на другарот, кој во секој момент знаеше со вистинскиот збор да охрабри, да објасни и особено во сложените мигови на војничката обука и живење. И една гордост е тука, што генерации ќе ја носат. Генерации на млади момчиња, кои го служеле својот воен рок во армиската област во времето на неговото командување. Остануваат да живеат срдечните средби, ракувања. Не еднаш, многу пати. Се сеќавам на еден дождлив есенски ден. Како војник со својата единица, бев на една од вообичаените вежби. Пристигна командантот Васко. Средба, војничко представување и срдечно ракување. Се интересираше за сите елементи на вежбата. Наеднаш му пријде на еден од војниците и со вонредна леснотија му покажа како најбрзо и најдобро се заземе лежечкиот став за стрелба. Замина, задоволен и насмеан понатаму. Многобројните одговорни должности и обврски го чекаа. Останува голема празнина. Трагичниот миг нанесува огромна загуба. И мали се зборовите да се искаже тоа. Сепак, еден вреден човечки живот, едно дело за кое вредеше да се живее и да се бори, е вградено во цврстите темели на Југословенската социјалистичка самоуправна заедница. Пред тој живот и пред тоа дело стоиме со почит и со гордост. И како што хероите и војниците на нашата револуција не напуштаат исправени, а живеат во сеќавањата и благодарноста кон нив, така останува трајниот и незаборавен спомен на другарот, раководителот, херојот, човекот Васко Карангелески.